Господин Јовановски, колку и да е под превезот некој да не се препознае, апсолутно јасно е дека ги упативте према мене сите овие вулгарни зборови, зборови на навреда, зборови на понижување, и нека ви е на чест, но еве вака под превезот никој да не се познае, јас ќе кажам дека сета ваша ништовност и ништожност која што ја имате, поврзувајќи се со мене и од личниот и приватниот живот во Струмица, само потврдуваат за каква личност се работи и каков карактер сте всушност вие. Заради коцка и комари од мене имате зимано пари и сте биле благодарни заради тоа. Заради тоа што веројатно спиевте по коцкарници, бевте срам и ја напуштивте Струмица и се вративте на друго место. И денеска вие покажувате патриотизам, заштита на национализам. Не, господине Јовановски. Со овој договор ја исполнивме вековната аспирација на нашите предци да имаме држава. Има нации кои што нема држава. Досега бевме ФИРОМ, формер Југославик Републик, поранешна Југословенска република и што ли уште не. Газени и понижени секаде каде што ќе излеземе надвор. Под прашање во државата беше внатрешната дебата дали ќе не опстои Македонија. Денеска нема дилеми. Вековната аспирација да имаме своја земја е исполнета на нашите татковци и дедовци. Името е допрецизирано со северно, заради тоа што е факт. Од јас и вие учевме дека постои Егејска, постои Пиринска, а има еден источен дел и во Албанија. И е факт. И е заокружен во границите на оваа територија која што ние си ја сакаме. Наша Македонија. И друга Македонија нема. При тоа имате признавање на македонскиот идентитет, кој што не бил признат прво од соседите, колку и да бил упишан во параграфите на Обединетите нации. Секаде, дури Европската унија и НАТО, институционално, и многу други земји, за да не предизвикат кавга со Грција, зборуваа за вашиот народ, за вашиот јазик, не употребувајќи го македонскиот јазик и македонскиот народ. Тоа е конечно решено прашање во Македонија. Секако, конечната одлука ја носат граѓаните. И наместо да се радуваме во демократска земја, што граѓаните ќе одлучат каква иднина сакат за својата земја, вие под словото на популизмот, истите вие, кои што ја доведовте до овие 5 милиарди долгови Македонија, зборувате за долговите. Од 2 милиарди и помалку станаа 5 милиарди. Вие кои што ја исплячкавте Македонија и вие кон кои што е насочено прашањето дека мора да има сериозни резултати од спроведувањето на судски одлуки за корупцијата и криминалот, се однесуваат експлицитно за истрагите што се водат против високи представници на претходната власт. И директно ни е посочено тоа. Вие ќе зборувате за патриотизам, вие ќе зборувате за корењата, вие ќе зборувате за вредностите и нашата национална посебност и нашата државност. Вие, со сите ваши аморални аспекти, произлезени од поранешна власт, онаква каква што ја знаат сите во Македонија, се дрзнавте да користите безобразни и дрски зборови. На дури и во парламент не дозволива навредливост, која што колку и да сте глумец, колку и да е вашата реторика актерска, тоа не ви го дава за право. Заради тоа што вбризгувате омраза кај нашиот народ. Ако го сакате, нема во тој правец да дискутирате. Затоа, почитувани пратеници, почитуван господин Јовановски, Македонија после 27 години ќе има јасна шанса да одлучи за каква иднина се залага и каква иднина посакува за своите деца. Македонија конечно ќе ја има, не ќе јас нема, конечно ќе ја има и никој ништо не и може. Секако ако граѓаните застанат зад референдумското прашање и го подржат. Оти конечно сме држава, признаена од целиот свет. Конечно ни е признаен македонскиот народ. Конечно ни е признаен македонскиот јазик.
И повеќе дилеми нема. А вие може да пукнете ако сакате што не го решивте ова прашање. И од тука произлегува целиот ваш непокриен антагонизам кој што го ширите и го вгнездувате во опорите на овој наш народ. Ова е недозволиво заради тоа што во целиот период на ваше владење само математиката за политички поени ви беше важна. Државата беше последно прашање за вас. Се што правевте беше низ призмата на рейтингот на политичарите. Се што правевте беше како подолго да се одржите на власт. Ова е чекор чесен кон граѓаните и кон државата. На референдум граѓаните ќе се изјаснат. И ова е решение кое што и те како ја гарантира нашата држава. Конечно да имаме имотен лист, да ја пишеме во катастер, да биде членка на НАТО и да биде членка на Европската унија. Сите граѓани, освен оние 5% кои што се покажуваат на анкетите, се за НАТО и за Европската унија. И вие декларирате дека сте за НАТО и за Европската унија. Па зошто не ја внесовте 11 години без решен проблем со Грција, Македонија во НАТО и во Европската унија? Не ви беше ни важно тоа, затоа што не носише политички поени, ама загрижени само заради политички поени, не бевте спремни со глувческа храброст, нито една одлука не донесовте во интерес на државата. И апсолутно, господин Јовановски, колку и да стои тоа драматично, што овде како театарска представа го представувате, нема да подлегне граѓаните. Граѓаните сакат да престанат да шлапат во калта, сакат да живеат рамо до рамо со европските граѓани, сакат да имат перспектива, сакат деца и внуци овде да имат околу себе, а не да мечтаат за своите другарчиња и братовчетки на секаде. Македонија изгубивме нацијата, заминаа во последните години граѓаните заради тоа што нема перспектива во држава без интеграции. И затоа и вие и ние сите сме за НАТО и за Европската унија. И е лага, и е дволичност да бидете и за НАТО и за ЕУ и да зборувате вака. Определете се за каде сте. Тогаш ќе им помогнете на граѓаните. Јас сум за НАТО и за ЕУ и застанав честно со цела политичка одговорност за договорот со Грција, со цела политичка одговорност. Посебно знаејќи дека граѓаните наши ќе одлучуваат. И апсолутно тоа е убавината на демократијата. Што толку се плашите ако граѓаните одлучуваат? Зошто се овие демагогии сите овие денови во јавност? Ке добиеме покана од НАТО или не добиваме? Или тука нешто фали? Датум за преговори имаме за 12 месеци. Србија добила за 9, Црна Гора добила за 7, иако немало тогаш избори во Европскиот парламент. Апсолутно имаме фер однос. Испорачавме, испорачаа и НАТО и ЕУ. Сега зависи од нас. Граѓаните треба да одлучат, а искрените представници на граѓаните не им сеат магла, зборуваат отворено за тоа што е предрасуди, отворени прашања, дилеми, со сите факти, со сите информации, со се на маса, а не дури во символики и на телефон да се зборува. Отворено, да знаат граѓаните, а не дали е горе или доле. Не директно носиме одлуки. Ги отвараме пред граѓаните, без разлика што ќе се случи со нас политичарите. Има чесен пристап. Го заслужиле овие граѓани 27 години од својата независност да донесат одлука во кој правец сакат својата земја да ја видат. И истите тие граѓани кои што плачат по своите деца и по своите внуци, оти не им се тука, сака да бидат тука, сака да има подобра економија, сака да има владење на правото, сака да нема корупција, сака да има добро здравство, добро образование. Тоа е возможно само со интегрирана Македонија. Јас